Великден е најголемиот христијански празник. Исус Христос преку својата смрт и воскресение ги откупи гревовите и му го даде спасението на христијанскиот свет. Христос ги сакаше децата. По неговиот пример, денеска владиката Петар го посети домот за доенчињи мали деца во Битола, за да им го честита овој голем ден. Сета твар се радува. Вселената се радува, небесата се радува, земјата се радува. Денес е најголем празник, празник на сите празници, Христовото воскресение. Христос со своето воскресение ги уништи трите непријатели. Го уништи гревот, сатаната и секако смртта како најголем непријател на човечкиот род, зашто, како што вели светиот апостол Павле, Адам сгреши и умре, а преку Адама и ние сгрешивме и умревме. Денес се наоѓаме во ова куќа која се грижи за деца, доенчиња и без родители, каде што ним персоналот со директорот на овој завод им ја даваат основната грижа за нивниот живот. Тие ја надоместуваат љубовта што им недостасува, а Господ рекол дека две се само заповести најголеми, врз кои сите други заповести се овие заповести. Да го возлюбиме Господа Бога со сето своје срце, со сета своја душа, со сета своја сила и со сите помисли и ближниот како себе си. Денес во јавната установа Дом за доенчиња и мали деца Битола се чувствува празничното расположение, што е својствено и за сите семејства кои што го чествуваат денешниот најголем празник, Христовото воскресение. Се разбира, како и секоја година претходно, како и секој празник, не помина без присуството на дедото Владика. Ја искористи приликата денес да дојде да ги посети нашите дечиња, кои ги израдува соодветно на духот и традицијата на празникот, подарувајќи им великденско јајце. Јас навистина сум среќна заради неговото присуство денес тука во установата, заради убавите зборови, благословот што ни го даде на сите нам, со желби за добро здравје, за мир, благосостојба, како на дечињата, така и на вработените овде во установата. Ја користам приликата на сите православни граѓани да им го честитам овој голем христијански празник и истовремено да ја изразам мојата благодарност за нивната хуманост која што ја покажуваат од ден во ден, поддржувајќи ја нашата институција, поддржувајќи ги дечињата во институцијата, како преку физичките донации кои што ги даруваат на домот, така и преку нивната и морална поддршка и поддршката во вид на дружење со децата која што ја потпомага нивната социјализација. Според Светото писмо, љубовта е символот на христијанството. Возлюби го својот ближан е основната најголемата христијанска заповед.